Look at me. Здраво, Македонија, и добре ни дојдовте во новото издание на летната емисија Hot Stars. Како што и самото име кажува, ход прашања, ход теми, ход гости на ход локации. Точно така вечерва се наоѓаме на едно од најурбаните скопски локации, односно Моша Lunch and Music Bar. А сега, како што е редот, да ги поздравам нашите вечерашни гости. Тој е еден млад, убав дечко со шармантен изглед, секогаш насмеан, тивок, повлечен, а има толку прекрасен глас. Известно време не се појавуваше пред медиумите, имаше некоја кратка пауза од настапи, но затоа денеска е токму со нас. Мирза Селимовиќ во Hot Stars, заедно со нашата најатрактивна млада црнокоса пејачка Мартија Станојковиќ. Ве молам аплауз еден. Ви благодарам. Имаче оно позадину. Прво да ви посакам добре дојде, како се чувствувате, дали сте ми добро? Super, hvala na pozivu. Drago mi je da sam tu u ovom lijepom društvu i šta da kažem, eto, večeras smo tu s nekim razlogom. Žao mi jedino što nisam, s puta sam stigao pa se nisam stigao ni presvući, ali evo nema veze. Neki ljudi me malo vide u ovom izdanju. Pa така малку опуштена, ова е значи летна емисија, ова вака ние што сме малку пофустани, тоа е женски. Dobro, žene moraju da budu srednje, ne uvijek. Многу ми е интересно заради тоа што кога ја пишував најавата за вас, пишувам Мирза Селимовиќ и Мартија Станојковиќ. Двајцата имате иницијали МС. Се познавате ли претходно или сега сте запознати? Nismo, evo sad smo se upoznali. Ja sve znam od pre. Ali nismo se nikad lično upoznali, tako da evo, drago mi je da sam ovdje večeras i evo, drago mi je da sam upoznao i Marta. Мирза, како ти е, кажи ми, покрај вака толку многу жени? Osjećam se lijepo, ugodno. Šta da kažem? Мартија? Uvijek. Покрај жени или покрај Мирза? Покрај Мирза сега би те прашала тебе, бидејќи само ти си до него, а ние сме сите од околу, би кажала. Да, мене ми е многу драго, бидејќи јас уште од мала го слушам и ги сакам сите негови песни, така што чест ми е што сме во ваква екипа убава, пријатна, со добри музичари, се надевам дека ќе им се добрне тоа и на сите. Така. Mislim, šteta je ona večer, nije šteta što radiš večeras, lijepo je što radiš, ali šteta što ne možemo da otpevamo neki duet, ali biće prilike i za to. Ќе биде прилика, сигурно. Ето така. Токму затоа ми се овие емисии да направиме една ваква, како да кажам, да имаме едно запознавање едни со други, да може да си размените мислења, да слушнеме ваши мислења и сето тоа да си оди нели во убава некоја конотација во idnina da se otvarat novi možnosti, bi rekla. Naravno, mislim da treba da uvijek nekako podržati mladost i podržati talenat, što ona definitivno jeste. Ja, kako bi rekao, uvijek sam nekako tako gledam na to. Jer znam da su svaki početak je težak i znam koliko je meni bilo, koliko je meni značilo kad mi iskusniji kolega nešto kaže ili pomogne ili preskočiš neku stepenicu koju bi inače morao prijeći. Tako da u svakom slučaju, ako bilo šta mogu da pomognem, uvijek sam tu za mlađe kolege. Браво, Мирза, секогаш си така сладкоречив, дури човек онака пример, како да кажам, со душа да те гледа и слуша. Фала Бог. Искрено го кажувам ова. Фала Бог. Вака сега, ќе се навратиме на самата најава која што ја кажав, направи една кратка медиумска, како да кажам, изложеност и направи пауза од настапи ради лични причини, нема да те прашувам i da ti navlегувам во интимноста, само ќе те прашам како си, дали си добар? Pa dobro je, znaš kako, mislim, najbitnije je čovjek i kad je u najtežim nekim momentima da je okružen dobrim ljudima, pozitivnom energijom, prijateljima. Mene muzika izvlači iz svega i šta znam, to mi je od uvijek tako bilo nekako i najgore je kad se čovjek zatvori u sobu, to vodi u depresiju i u neke stvari, tako da ja razumijem i kad ljudi kad ljudi polude od svega što im se dešava, ne znam, nija pribjegnu i nekim porocima, ali jednostavno treba se okružiti dobrim ljudima i možete to iščupati iz te situacije definitivno. Кажуваат дека некои работи се Божи работи, се случуваат заради тоа што така треба да биде, сакале ние или не. Кажи ми, веруваш ли во судбина? Pa ja vjerujem da nešto, kako bi rekao, kad se rodiš da negdje ti je sve zapisano kako i šta i ne možeš ti puno utjecati.
na te stvari. Još zamisli da znaš kad ćeš da odiš. Ne bi ti život bio takav. Tako je. Znaš, i to je ono, svjestan si smrtnosti, ali nemaš pojma kad će to biti. Tako da živiš kao da je svaki dan posljednji. To je najbitnije u cijeloj priči. Мартија, да се свртиме кон убавата Мартија. Мартија, ти веруваш ли во судбина? Па, во судбина. Некако мислам дека, како што речем, Мирис, за секој ден треба да го живееме како да е посебен ден. Сепак нашите одлуки не носат на одредени патишта. Сепак мислам дека секој човек во моментот одлучува тоа што мисли дека е добро за себе. Предпоставувам, барем јас така функционирам. Судбината не знам сега дали постои, дали не верувам лично во нешто такво, но сметам дека ние самите си ја кроиме нашата судбина и нашите чекори, нашите постапки и во најминималните ситуации во денот ни ја кројат нашата судбина. И тоа е некое мое верување. Имаш само 20 години, детска Евровизија позади себе, Пинкови звездички, песни, спотови. Што ќе правиш на 40? Исто, се надевам. Уште повеќе, се надевам дека и концерти ќе имам свој во големи сали, како во Македонија Борис Трајковски, сега да не набројувам, но желбата од секогаш ми била да работам на музика поради тоа што исто претпоставам на сите пејачи ни е издубен вентил, како некоја катарза на емоции која што само ние уметниците, барем пејачите, преку музиката можеме да ја пренесеме и искажеме. И желбата и целта во животот, мислам дека ми е тоа да оставам некој свој печат, луѓето да уживаат во мојата музика. И ето, тоа е. I treba biti strpljiv. Нормално. Чекор по чекор, да. Tako je. I ako se ne dese neke stvari u nekom momentu u kojem si ti mislila da će da se dese, ne treba se odlučavati, treba ići dalje. Jer samo tako možeš, znaš, Дефинитивно. Трпението, фокусот и упорноста се главни карактеристики за да можеш нешто да... Upravo tako, mislim. Niti sam ja od starta, kada sam snimao pjesme, imao hitove, nije to baš bilo tako sjajno prvih godina, možda dvije. Ali nekako čekaš strpljivo pa se dese neke stvari. Мирза пред неколку месеци ја прослави својата 10 годишнина од својата музичка соло кариера, да Pa речам. to je zapravo ove godine dođe, praktično. Ова година, така. Jest, hvala. Znaš No. kako je? Da, izvini, završi, molim te Сакам да pitanje. кажам дека публиката ја награди, односно сите твои верни фанови ги награди со тоа што го издаде и својот 4ти албум поред, па сакам да те прашам колку си горд на сето тоа што си денес. Pa mnogo mi je drago, znaš, 10 godina nije malo neki jubilej tog tipa, da ih bude još, nadam se da će ih biti još mnogo, ali šta znam, 30 i nešto pjesama sam snimio od 4 ta albuma i bio je taj put nekako turbulentan i drago mi je što, eto, na kraju krajeva u tih 10 godina je stalo dosta lijepih stvari, više lijepih nego ružnih, iskreno, i što možemo da radimo solističke koncerte sad u MTS dvorani u novembru i to će biti neka, kako bih rekao, kruna dosadašnje karijere. I vjerujem da ćemo nakon toga malo više se fokusirati na te koncerte i mislim da je to negdje i publika koja, moja publika nekako, kada sam bar ja nekako ispitivo gledao, više nekako voli te koncertne priče i takve su i pjesme na kraju krajeva. Tako da to mislim Ти имаш балади, Sve se to- емотивни балади, Pa da. онака човек да те гледа и да си ужива. Да се расплача. Da se Па rasplaće, da. може и да се расплача, да, ама навистина имаш прекрасни текстови на песните. Pa, znaš kako, mislim da nekako su ljudi više od mene doživljavali te balade i kako bih rekao, uvijek su te balade dobro prolazile, Да. nemam pojma. Баладата е најтешко да помине добро, само да се разбереме. Кај тебе поминуваат Pa dobro, znaš, u brzoj pjesmi nema šta da se naježiš na brzu pjesmu, ali recimo Posebno, da, na baladu ipak možeš da reaguješ drugačije. Ali ne Посебно možeš во ова ni- време, Jest. балада тешко поминува. Сега само... Затоа го кажав, баладата поминува најтешко, а кај него поминуваат како... Затоа што е Кај нас квалитетна се музика. кажува како алва, не знам дали знаеш што е алва. Znam, da. Ja mislim, pitaš me za neku osobu. Не. Кога беше дете, веруваше ли дека ќе стигнеш до тука? Срцето ти кажуваше ли дека еден ден ќе бидеш ова што си денес? Da li sam vjerovao da ću biti? Да. Pa šta znam, uvijek jesam vjerovao i nadao sam se nekom, kako bih rekao, da će ta moja muzika doći do publike. Ti ne možeš to utjecat na to osim da snimaš kvalitetnu muziku i treba biti ono što jesi
I to je to, znaš, nisam nikad podilazio trendovima, nešto snimao sad ono što prolazi, nego sam snimao isključivo ono što osjetim, jer samo tako može i publika da osjeti. Tako da to je nekako na kraju se i ispostavilo kao neki dobar put. Така е. И аз би рекла, живот пише романе. Или некои Yes. работи се случуваат тогаш кога треба да се случат така како што треба да се случат. Мартија, кај тебе, што си има случено она што не си го очекувала, се случило баш во погодно време кога требало да биде? Па, искрена да бидам, уште од дете бидејќи се бавам со уметност и со музика, не беше мојата желба да се пријавам на шоу, кое што беше, да кажам, мојата отскочна даска во целата кариера и моето прво појавување во јавност. Ете, ќе го издвојам тој момент како еден од најбитните моменти, поради тоа имам и звездичка една тука, која што ми значи битен дел од животот. И секогаш тоа го кажувам, да не беше тоа, можеби не би била сега каде што сум. Се надевам дека ќе има уште многу такви моменти, но досега еве помина 8 години, дефинитивно шоуто ме созрија пред време да кажам и ми даде некоја насока во животот која што, да речам, Господ ја одбрал со што треба да се занимавам и што треба да правам на овој свет. Така е, затоа што имаме два прекрасни вокали тука. Ми кажа дека не можеш да свириш, ама можеш да отпееш. Дали можеш да го отпеете? Мене ми е таа лично омилена песна и јас дома ја слушам, па не знам по колку пати. Па ајде, нели, веќе готово, толку Можемо и на тонско, а можемо и овде да отпеаме. Kada neko izda kao ti, mora da je tuga, da još nekog tako zavoliš. Mora da si luda, šutiš, ali moje ime ti stoji iza zuba, kad se neko mrzi kao mi, mora da je ljubav. Tako dalje. Па јас тука можам да се седам и да си уживам цела Ова вечер без проба, само вака. Pa volio bi ja da mi neko, znaš, da sjedne i uživam da mi pjeva cijelo večer. Така нормално. Da pijem vino i da uživam. Šta drugo čovjek da poželim? Ајде сега вака. Мартија, дали си човек кој што започнува работи, а не ги довршува или обратно? Не. Мислам, нескромно ќе го кажам тоа за себе. Мора нешто да се случи, некоја искра во мене да почувствам за да завршам нешто до крај. Ако не го чувствам, не го ни почнувам. А можеш да започнеш нешто, ама да не го завршиш. Па, можам нормално, сите нели пробуваме различни работи, некои ќе ни се допаѓаат, некои не, но во глобала за некои посериозни ситуации, секогаш ако го започнам, ќе го завршам. За мене не постои успех или неуспех. Ако работиш, може само успех да добиеш, така што се трудам секогаш да завршам се до крај, што и да почнам. А Мирза, ти? Pa, znaš kako meni otac rekao jednom, ili radi kako treba, ali ne mora raditi nikako, jel? Tako da ono, kad radim... Или направи го, или Ili воопшто kako не го treba, ali ne почнувај. mora nikako, Da, nek da. radi neko ko zna, znaš, tako da tako nekako uvijek sam se... А кажи ми, vodio. еве пример, некоја цел сега што си имаш поставено. Која е таа се уште што ја немаш реализирана, а целиш кон таа да се оствари? Концертот? Pa koncert, mislim, što je neminovno da će se desiti, da se dešava u ovom momentu, ali nešto sam ono bio nekad davno, bio zagrijan za Eurosong i to mi je nešto bilo, ali sad je to neki cirkus postalo pa mi nije ni to nešto sad. Ти имаше некој прашано дали ќе ја представуваш Србија на Евровизија? И ти како кажуваш, па јас сум Јас сум Босанец, како Да, ќе јас сум од представите? Босна, како ќе представувам друга Pa држава? da, pa kako ću predstaviti Makedoniju i Srbiju, mislim kad sam iz Bosne. Tako da ja imam bosanski pasoš ipak i nažalost eto Bosna nije na Eurosongu već neko vrijeme, dužni smo neke pare, čuo sam. Tako da kad budemo, znaju gdje sam i eto nek me kontaktiraju, ja ću se odazvat rado. Šta bi drugo bilo nego dužan neki novac. Tako. Па така е. Сега затоа што ете малку се насмеавме, мислам дека е време за една летна рубрика, за едни летни маки што ги има припремено Марија, но пред тоа би сакала да наздравиме со едно убаво винце. Ова се ваши чаши, не знам дали пиете вино. Ja ću s vodom. Со вода, не пиеш Pa popijem винце? to i tamo, ali sad sam nešto za vodu. Јас заживели. Ова е од нашиот спонзор Вардарска долина, Шато Ризов, така да ќе се добиете и по едно винце токму од нив, така да сега ако не се напиеш ќе имаш за дома. Ајде, може вака сега, ајде. И ова не оди натака, навака Hvala оди. puno. Da. Мели. Хала. Кој сака, Evo, mlada si, znaš, nemoj da piješ puno. Не пие, да, да. Не, Да, не, таман топол работа. совет.
И сега време е да направиме една кратка пауза за летните авантури заедно со Марија, а кој е гостинот во нашата летна авантура останува да видиме. Сега следат летните авантури. Денеска ви имам припремено многу интересни авантури и со интересен гостин. А тоа е најмладиот диџеј во Македонија, диџеј Боно, што моментално лежи овде, мислам дека е заспан. Дали се будем, Боно? Чекај, кај сум ја, бе? Што е ова? Добар ден. Здраво, Марија, како сме? Што е ова, бе? Чекај малку, треба да продолжам да спијам ја. Нема спиење, мислам дека треба да станеш, редно време е да станеш. Да, бе, чекај, ова брат, како да ти објаснам, извинете што вака сега ме најдовте тука, најверојатно од автерот ме заглавиле овде у Плей парк, така беше? Така е. Да. Кажи ми, како се чувствуваш и дали си спремен за некоја авантура денешна? Па видете, мене секој ден ми е авантура, така да спремен сум секогаш, нема проблем, мислам дека сум у топ форма, само што ме болат сите коски, ама нема врската. Кажи ми нешто поврзано со тебе, гледам дека освен тоа што пушташ музика, исто имаше настапувано и на Макфест со твоја песна. Дали припремаш твои песни, твоја мелодија, твоја музика, песна во каде што ти пееш? Имам многу демоа, за жал сите се у студио незавршени, додека сум многу зафатен со настапиве моментално и не можам да ги завршам, ама ќе давам се од цела оваа година да извадам нешто баш она што сакам да ме видат луѓето, односно морам да внимавам сега бидејќи сум и на детската сцена и на возрастната, па да не направам белја да ме замразат родителите, па да не можам да бидам на детската сцена уопште. А иначе на Макфест бевме со Кристина Димитри, поздрав до нејзе, не знам кај е, ни посакувам се најма во животот. Првиот пат бевме со Кристина Димитри со Салса, вториот пат бевме со Лажи ме љубиме со мојот драг колега, заборев како се вика, што сум у автер, чекај, Зоран Илиев. И поздрав до мојот професор тамо, Илија. Кажи ми, во кој предел од Македонија, во кој град најмногу обожаваш да пушташ музика? Искрено секаде ми е убаво, ама најбоље си поминувам во Прилеп, односно најубаво, да не се изразам со најбољи, да не речат леле види го не за разбори, хейтери едни. Иначе в Прилеп, да, дефинитивно Прилеп е она со енергија место и мислам дека тамо кој да отиде на Балкан парти, особено ако обожава она open формат DJ или Балкан парти, да слушне оние што се популарни српски, македонски, балкански песни, бугарски и сите, може тамо да си помине најлудо и најнезаборавно. Првиот резултат е 2-1 за мене. Како се чувствуваш после првата загуба? Да. Спремен си у втората да победиш? Да. Во втората јас изгубив. Нормално, мислам. Првата секогаш попуштам, а втората не. На третата? Ќе видиме. Резултатот е 8-4 за Боно секако. Не ме бива да играм фудбал, признај. Јас сега не знам јас тоа, не се мешам, јас само знам дека треба да победам. И можам да кажам дека ја ги изгубив своите животи, како што можете да видите. А Боно се уште играм. Јас само што завршив, значи ги утепав сите, значи ја одбранев Македонија од терористите, дечки, значи јас сум за вас тука Џон Траволта, бе, Рамбо. Кажи Мацо, кажи. Така е. Значи диџеј Боно не спасува од сите во Македонија, така е? Да. Све ги раша. Чекај Мацо. Ја гледам да го заспорам, за онда не може да продолжи со неговата игра за да изгуби. Тука е Боно за вас ке ве решам, мачино. Боно после своите победи конечно се умори, така да мислам дека ќе го победам во нешто друго, а тоа е мини картинг. Што имаш ти да кажеш на тоа, Боно? Пак сум тука, бе. Ле. Марија пак тука. Се уште спие. Ајде, до кај бевме. И сега е време да правиме јас и Боно лискаме ножички за тоа кој ќе биде прв. Ајде, може. Ајде. 3. Добро, јас сум прва.
драги гледачи, мислам дека јас го победив конечно Боно во мини картингот. Боно сега моментално Лаже бе, како шо? Абе ја победив живи Майкл Джексон. морам да кажам дека јас го победив Боно затоа што он ме чекаше за ја да стигнам. Не, он ме чекаше ја да стигнам позади него, што значи дека јас 2 круга ги свртав он додека ме чекаше. Само да знаете дека ја не лажам. Добро, ај. Девојче, шо да правиш? Сега е време да се надпреваруваме на токму ова, што се наоѓа внатре во игротеката, тоа се овие прекрасни трамполини. Да. Да, Боно ме победи, ама колку што можете да гледате дека стварно ја бев брза и јас се трудев. Лаже брат, види, Вин вика лево. Значи честито изгуба Марија. Да си жива и здрава, што изгуби, значи тоа е. Сега наред е да се дава предизвик. Тој што победил на тој што изгуби, што предизвик ми дадеш денеска? Е, па предизвикот е да се пуштиш, Марија, па тоа ти што ми кажа да се пуштиш. Така да се среќа. Добро, мој ред е да се пуштам по мрежата кај што требаше Боно да се пушта. Како што може да забележите, Марија само што слета доле на аеродромот во Старс шоу. Марија, како си? Можам да кажам дека сум преуморна. Се гледа по тебе, мислам дека време е да идеме да пиеме по една водичка, бидејќи како и да е, веќе е многу топло надвор. Се надам дека и ви уживавте во оваа прекрасна емисија. Со вас беше Тиче Боно и Марија Губитничката. Му така, да, сега можам да кажам дека можеме да се вратиме кај Ивана во студио, а ние се гледаме наредна недела со нови авантури. И сега би сакала да ја најавам Шалим се. мојата рубрика Летни маки. Ќе ви поставувам прашања на вас двајца. Тој што ќе го знае одговорот на прашањето ќе треба да задзвони со звончето и да го одговори. Ако Така знам ќе да зазвоним, јел? Да, и да го одговориш. Со тоа имаш 1 поен, а другиот има 0. На крај Добро. се собираат поените и се гледа кој ќе победи на... А шта со питање из математики, хемија, шта? Па не, нешто поврзано со музика, А, со можам да музика. кажам. Да. Може да почнеме? Ајде. Прво прашање. Кој е првиот победник во музичкото талент шоу Звездите на Грант? Прв победник во музичкото победник. талент шоу, да. Звездите на Грант. Тоа е... Овај, боже, Ја не знам. Милица Тодоровиќ. Не, Не, Бане Мојичевиќ. точно. Да. Како гласи името на песната која во дует ја отпеа Жејко Самарчич и нашата пејачка Калиопе? Првен задзвонете ако го знаете, па после одговорете. Немам Дует појма, на знам, Жејко има дует, ал не знам како Самарчич. се зове. Исто и ја. Има зборче во песната, да, во рефренот се повторува зборчето како што се вика песната. Супер! Сакате да ви отпеам? Звонче. Не. Ајде, реци ти. Ајде. Знам, Не. знам, те знам Немам да појма. си... Ајде, да го името! Па не знам, луѓе. Ајде. Знам. Знам. Добро, точно. Фала, Марија. Ништо, ја малце од помош да сум. Трето прашање. Продолжете го стихот од познатата песна. Лако чеш ти... Без мене, шта? Јорговани. Да, Јорговани. добро е. Ајде. Четврто прашање. Колку години има познатиот пејач Хари Матахари? 64, може. 63. Точно, Колку? точно. Браво, браво, Да? Мирза. Набројте ми двајца српски и двајца македонски музички продуценти. Српски Марко Морено и Бане Опачич. Nije Bane Oparić producent, Ни како nego ние? tekstopisac. Je li? Da. Dobro, nisam znala, to sam pročitala. Pa dobro, ajde, ajde, A dobro, radi muzika. Da, radi, ajde, a Dobro. makedonski? Македонски? Македонски Лазар Цветковски и Дарко Димитров. Добро. Јас со македонци работам сега, тоа е. Prepuštam ti bodove. И сега последно прашање. Колку мислите дека е разликата и кој е победник во оваа игра? Дали ги рачунавте бодовите меѓу себе? Možda 2-2. Jel? Така нешто. Сега затоа што бевте предобри во оваа игра, морам да ви поклонам поклончиња на двајцата. Dobro. Имам еден рачен блендер за
Мартија. Супер, тоа нема. Фала. И еден блендер за мириса. Hvala. За Ова од смути. нашите спонзори Ево за Аджико викендицу Хоум блендер. Центар. Да, Blender za vikendicu. тоа е нашиот спонзор Аджико Хоум Hvala Центар. puno. Можете да најдете таму се за вашиот дом и градина и се наоѓа во срцето на нашето Скопје, Фала Рамстормово. Фала и на вас. Затоа што добро се насмеавме со летната рубрика на Марија, сега би сакала веднаш после Марија да поканам и нашата убава Јања да дојде и да ги каже нејзините предизвици. Здраво и од мене, сега е наред рубрика Кисели насмевки. Ова е рубрика каде што јас ви поставувам прашања, а од вас очекувам искрени одговори. Добро. Ќе започнеме со Мартија. Ајде. Прво, да мораш да бираш дует со Барбара Поповиќ или Антонија Гиговска? Па не знам, со Антонија имаме презборено неколку пати дека ќе снимаме дует од поодамна, па ете, бидејќи го кажувавме и тоа во јавност, нека биде со Антонија. Во ред, ајде второ. Кажи ми 3 топ фраери од македонска јавна сцена по твој избор. Треба да се пејачи исто? Било што, само да се јавна сцена, не мора пејач. Добро, нека бидат, еве Иван Јованов, пошто ми е пријател, ќе го спомнам него, бидејќи соработувам со него. И топ фраере. Добро. Го сакаат многу жени, тоа е факт, сите го знаеме. Топ фраер, еве Пајак, ќе го ставам од македонската трап сцена, да кажам. И сега 2 бона ми текна, еден од 2 бона, еве Тони, нека биде и он топ фраер. Да. Ајде, трето, дали си имала некоја непријатна случка на некој од твоите настапи? Од некој фан или било што? Минатата не, па не, јас во глобала немам непријатни случки, бидејќи гледам да се забавувам и да е секогаш пријатна атмосферата, инаку минатата недела се стопнав по скали, тоа беше малку непријатно, инаку вака досега не сум имала некои непријатни, да кажам, моменти. Добро, ти благодарам. Сега со Мирза. Ajde. Прво, кој ти беше најомилен од жирито на Звездите на Грант и најнеомилен? По еден. Joj, to je teško pitanje. Nemam neomiljen, ali pa znam. Ако мора. Pa ne, pa Dobro. sreća pa su mi davali dobre ocjene. Pa ne, šta znam, svi su mi super bili, nemam pojma. Pa dobro, А zato. еден најомилен или тоа? Pa volio sam Šabana Šaulića, baš onako. Bio je poseban. Да, добро. Ајде второ. Дали би снимил дует со некој наш македонски изведувач, ако да, со кој? Aha. Pa nemam pojma, nisam razmišljao. Kod mene je to nekako, ako je dobra pjesma, snimio bi sa bilo kojim, samo da ima kvalitet, znaš, da zna da pjeva i to je to. Добро. И последно, кажи ми 2 добри и 1 лоша карактеристика за Драган Бајовиќ. Баја. Ko je Dragan Bajović? Па, A Braja? Да, A Braja? Да, скратно. Jedna dobra, jedna loša karakteristika. Da. Dobra je što je jedan od najboljih i što je dobar drug i brat i prijatelj, a loša je što ga nekad čekam po godinu dana da mi napiše pjesmu. Добро, супер. Ви благодарам за одговорите. Сега имам подароци од ова се ваучери од КМ Мазар, Dobro. салон за мебел и може да си потигнете во било кое време. И поздрав до сите наши гледачи. Вечерва тимот на Стар се наоѓа на една потполно нова локација, а тоа е клубот Мираж во срцето на градот Струмица. Вечерва сме овде да го проследиме отварањето на овој прекрасен клуб. Пајде со нас да погледнете. Summer's back, it goes so fast. Make it last, put your dreams on me. Summer's back, it goes so fast. We'll make it last when it's you and me. I just wanna get a little sunshine, feel a little warmer in the moonlight. Set my body free and let it run wild. Мило, кажи ми како се чувствуваш како дел од овој настан? Од многу одамна Струмица ми било како една дестинација што сакам да настапам и оваа шанса имав денес да пуштам прв на отварањето на овој клуб. Значи, стварно местото премногу ми се допаѓа, атмосферата беше одлична, имаше премногу публика, имаше многу добра реакција од публиката, заради тоа што нормално е отворање на сите име ново и се надевам дека ова место ќе го задржи овој шмек што го има
и се надевам дека во иднина пак ќе се дружиме во Струмица. Имаш преубава песна со името Битола. Таа песна мислам дека ме представува мене затоа што сум од Битола. Првичната идеја ми беше, пошто свирам и саксофон на моите настапи, сигурно е тоа снимено, да вметнам во музиката некоја македонска песна. Се работи уште на 4 македонски песни. За многу брзо време ќе излезат, ќе бидат стари македонски песни. Сега моментално денес последна работа в Море Сокол пие. Мислам дека таа ќе биде прв од сите. На нашата помлада публика. Публика која знае како да се забавува, но токму неговата музика. Екстремно светски, а наш. Никифор. Јас ги сакам многу струмичани, струмичани ме сакат многу мене веќе неколку децени. Така да едва чекам да почнам и да ги растурам. Дали струмичката публика знае како да се забавува на токму твојата музика? Многу знае, многу сака. Само некад им е срам од другите до него, ама знаат да се забавуваат. Дока 2 сат ќе се разиграат. Фала ти премногу на искрените одговори. Да гледам Старс многу, многу сте добри, многу сте прекрасни. Поздрав од мене, Старгет Геличанин. Сега е време да ги прашаме луѓето кои што се дојдени токму на ова место. Како се поминуваат, како се чувствуваат и како се допаѓа токму овој локал? Се е прекрасно, се е ново. На Струмица и требаше вакво нешто. Многу убав атмосфер. Чувствувам прекрасно, баш ме се свиѓа амбиентот, е преубав и вакво нешто требаше во Струмица. Добро е, добро е, стварно е прекрасно. Драги мои, вие видовте и слушнавте што се нуди Клуб Мираж, а сега е на вас да дојдете да го посетите и секако да си поминете убаво. Гарантираме одлична забава. Мислам дека убаво се забавувавме и со Марија, и со Јања, и со нашиот денешен разговор. Секако сега би прашала уште по некое прашање и може да ја привршуваме емисијата, чисто заради тоа што на Мирза му стигне дењето и гладен. А јас го разбирам за тоа што патуваш, а кога си гладен си и нервозен воедно. Нисам нервозан, само сам гладен. Мада знам бит некад и нервозан кад сам прилично, онако кад сам гладен. Ајде само уште. Нормално е, па да, сите кога сме гладни, имаше една реклама и нема да кажувам зашто, затоа што не ни се спонзори во емисија, ама вика ти не си ти кога си гладен. Јесте. Кад си гладен ниси свој. Па да. Мирза, кажи ми колку си задоволен од тоа како поминува новиот албум Пусти ме да верујам. Супер, ево вечерас ќе видите. Певају нову песму, нови песме, така да драго ми е. Сите имаат милионски прегледи. На šta, da, naravno, ali drago mi je što na terenu vidim neku reakciju, što ljudi vole te pjesme i što nisam morao da bude nešto što nisam, nego sam jednostavno snimao pjesme koje su mi se sviđale u tom momentu i dao sve od sebe i to je to. Tako da super je zaista i jedva čekam i te koncerte i u Beogradu i širom regiona. Nadam se da ćemo i ovdje imati prilike da radimo neku koncertnu veću salu ili tako nešto tako. Долго најавуваш дует со некоја женска особа, дует некој летен хит, кажи ми која е особата? Ne mogu reći koja osoba, ali ima spreman duet, tako da je vjerojatno septembar da će desiti. Значи нема да откриеш повторно. Ne smijem otkriti. Pa zamisli da se nešto desi sad izjalovi pa Па добро, што има врска. Ne smijem da otkrivam to. Мартија ти ја изваде својата нова песна, Анатомија, има многу интересна мелодија, на интересна локација. Колку си задоволна од исходот? Мислам дека месец дена има поминато од како е. Да, прилика месец дена, па
Искрено сум задоволна во нели со оглед на ситуацијата како функционираме ние во Македонија. Јас спремам уште песни кои што ќе ги извадам најверојатно до септември, 1 до 2. И се надевам дека освен 10 песни што ги имам претходно, се надевам дека веќе ќе можам да завршам еден албум, еден мини албум. Секако Ете, дека да. Тоа ми е целта, барем за оваа година, би сакала тоа да го... Ако вредно работиш, ќе го остварам. направиш. Да, се надевам. Дома би те донела, дома би те донела. Знам дека би можела, не е тајна. Она пак ти звонела, а ја не би поднела. На моја територија да те бара. Кожа до кожа, кога ќе ме допреш ти. Анатомија, учиш анатомија. Ако ме сакаш, тогаш дојди докажи. Дај ми причина за меморија. Ајде учи ме анатомија. Дај научи ме анатомија. Ајде учи ме анатомија. Ајде учи ме анатомија. Дома би те довела, дома би те довела, дома би те довела. Ај, 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 ај. Би те довела, дома би те довела. Анатомија, анатомија. Прави ми спомени, не чекај ни ден веќе. Сите проблеми ги решаваш, ти си лек. Кожа до кожа, кога ќе ме допреш ти. Анатомија, учиш анатомија. Ако ме сакаш, тогаш дојди докажи. Дај ми причина за меморија. Ајде учи ме анатомија. Дај научи ме анатомија. Ајде учи ме анатомија. Ајде учи ме анатомија. Дома би те довела, дома би те довела, дома би те довела. Ај, 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 ај. Би те довела, дома би те довела. Анатомија, анатомија. Мирза, некаде имаш изјавено, слушнав дека не можеш да бидеш во друштво со несрекни луѓе, а ти да бидеш среќен. Тоа значи дека сакаш да Teško je biti избег... sretan u nesretnom društvu. Ете така, да, точно ме поправи. Pa jeste, ako bolje razmisliš, to jest tako. Džaba meni što, kako ću ja biti sretan ako su oko mene ljudi svi nesretni, jel tako? А тоа мислиш и на негативни или на како Pa несрекни? sve nekako, znaš. Zato se treba okružiti dobrim, pozitivnim ljudima i takvo društvo birati, jednostavno to je to. Мартија, сега тука би се свртела и кон тебе. Слушнам во едно интервју твоја бивша другарка Антонија, која што ја спомена нашата колешка Јања, изјави дека заради некои твои лични причини го прекинавте вашето пријателство и дека си ја оставила во период када што си била најпотребна. Па сега ќе ти оставам простор чисто да си кажеш и твое мислење. Јас првин ќе те коригирам, Антонија не ми е бивша другарка, Антонија уште од почетокот на мојата кариера ми е колешка и се уште ми е колешка. Ние сме пријателки. Сега точно за интервјуто не знам што станува збор, но би сакала да кажам дека јас како другарка и како пријател и како во било каков меѓулюдски однос се трудам, нели, го мислам најдоброто на тоа што е до мене и го советувам колку јас можам да го советувам. А чекорите и постапките, како што реков и претходно, сите сами си ги бираме. Јас не сум ниту мајка, ниту учител, ниту лайф коуч, само се трудам да им помогнам колку што можам и колку што мислам дека треба. Тоа не зависи од мене. Дали некој ќе се навреди, дали тоа ќе го смета за добра или за лоша одлука. Тоа не е до мене, тоа е до другите. Добро. Мирза, од многуте интервјуа кои што успеав да ги погледнам додека се спремав, додека ги спремав прашањата за тебе, успеав да забележам, а тоа и бога ми очигледно е, тоа што ти имаш, како да кажам, многу добро се однесуваш кон секоја женска особа. Дали тоа е школа домашна или како го имаш тој осет да се однесуваш баш така како што треба да се однесува едно машко? Pa to nekako čovjek, pogotovo
kad imaš mlađu sestru ili, znaš, pa nekako, ako želiš da se prema njoj neko tako opodi, onda možeš i ti, znaš. Tako da, to sam negdje naučio od roditelja, šta znam, to nekako iz kuće ide. Tako da nikad nemoj raditi drugima ono što ne vole da neko radi tebi ili nekom tvom bliskom. A posebno nekako, ko ima mlađu sestru, posebno ima taj neki drugačiji odnos prema ženama i prema generalno nekim tim stvarima. Tako da zbog tog možda, znaš. Почитувањето е многу важно, Поштовање, сакам да кажам така. дека многу луѓе можат еве да се осврнат на тоа како Мирза барем кажува дека се однесува, не знам сега Pa вака. trudim se, ne znam, znaš, trudim И se. ние гледаме тука, реално Да. во право си, да. Znaš kako, mislim, trudim se da budem fair i korektan. Možda nekada nisam ispao, ali opet čovjek kroz život uči neke stvari. Da uvijek sam nekako, nisam imao nikad lošu namjeru prema bilo kome, a posebno ne prema nekim ili djevojkama bivšim ili ne znam, nekim ljudima s kojim sam sarađivao. Tako da uvijek sam imao neku lijepu namjeru, ali nekad je to možda znalo biti pogrešno shvaćeno, ali dobro. Šta je tu? Браво. Се радувам ќе научат младите од тебе малку. Да, ова навистина јас кога го гледав, исто така тука сакам да се надоврзам на тоа дека многу често знаеш да кажеш дека жената е клучна за тоа да човек биде успешен, мислам пар едно со друго, дали маж, жена, Па и обратно, да има пар, така. да, да има некој кој што ќе верува, потурнува и да биде тука за целото време. Но сега сакам тука да прекинам нешто. На твојата 10 годишнина твојата девојка не беше присутна. Па нели и на убавите моменти треба да биде присутен партнерот? Pa šta ti, znaš kako, tvoj privatni život nekako uvijek ono gledao sam da ostavljam da bude privatni. A to važi i za muško i žensko, znaš, uvijek je naći neko ko te poštuje, ko te gura naprijed, jer samo ćeš imati problem u životu ako ti, kako bi rekao, ako ne razumije posao, posebno ovaj kojim se bavi ona i ja, ili neki javni posao, jako nezgodan za partnera, jer ne može to neko da razumije. Teško je i čak i kad razumije, opet nešto mora da mu malo smeta. Da. Ili da joj smeta, ali to je, mislim, takav je posao, znaš. Mislim. Значи тебе ти е сосема нормално да во сите моменти тие што се значајни за тебе, сепак да си остане дома. Naravno. A ne, pa... Што е битно другите Ne, да... ako hoće da dođe, nek dođe, ali mislim, kad neće, šta ja ne mogu. Ja nekog tjera da dolazi ili ne želim, ni treba tamo neko. To je posao. Pa zamisli sad ti dovedeš momka ovdje da sjedi tu, razumiješ, pored nas, Па mislim. може да биде тука кај Pa, na primjer. снимателите. A? Па нема да му се налутам Jedino ako je јас. snimatelj. Ok, sjedi, ali sad zamisli da nije iz tog posla čovjek, pa da je, ne znam, ono, profesor ili nešto i sad on dođe ovdje, sjedi i bulji u tebe dok ti Ма radiš svoj добар posao. си, Pa jel добар tako? си, добар си. Добро знаеш да го избегнеш тоа што не сакаш да го кажеш, ама добро. И сега би те прашала уште нешто што сите те прашуваат веќе години наназад. Кога ќе се жениш, кога ќе се жениш, кога ќе се жениш. Кажи ми, зошто не ги сакаш тие свадбени церемонии? Заради кај тебе девојката е христијанка, така? Djevojka je, da, iz Vojvodine, jeste. Добро, сакам да кажам, христијанка им различна вера сте. Pa, da. Dobro. Mada mi to ne gledamo. Не, nama je нема to- врска, нема Samo više врска, praznika значи. slavimo. Точно. Сакам да кажам, пример, многу обичаи ви се, па затоа не сакате да правите таква свадбена Ne, ne znaš kako, церемонија? ne volim ja to ne volim ni onaj. Kako bi rekao sad, ne mogu ja na silu sad pravi svadbe od 1000 ljudi, ne mogu nekad sebe podnijeti, a ne druge. Znaš, to... Ja ne volim čak i da idem po svadbama, ne volim da idem po sahranama, ja to ne volim jednostavno i to je to, takav sam tip. Ako mogu izbjeći svadbu, kogod da je u pitanju, znaš, kad me zovu na svadbe, ne znam se ponašati, ja znam samo na bini da budem i to je to. Bio sam na par svadbi, brate, sjedim ono, naš, ne znam, šta sad treba jadeš? da radim. Pa jedem, popijem, malo to je to. Ne znam čovjek šta da radi, znaš, ja sam navikao za mikrofonom biti. Nije to moja onaj... Да уживаш, значи ти не ги Teško сакаш mi тие se такви работи. opustiti, naravno, opustim se, ali poslije sat, dva. Добро, Dok значи dođe затоа na- не го проба Zato винцето zovite me се. da vam pjevam svadbe, ali nemojte me zoviti da vam budem gost na svadbama, to nisam dobar gost. И сега уште ќе го завршиме ова наше денешно дружење, јас при го споменав, но само да прашам уште Мартија, затоа што ми е облечена во бело, сега тебе те прашав, да прашам вие кој е премногу млада, дали сака таа да прави свадба? Дали сакаш да правиш свадба? Сакаш ли да бидеш невеста? Се замислуваш ли некогаш во бел фустан? Ама не на промоција за невестински фустани. Не. Јас се замислувам, нормално, девојка сум се уште, но некогаш во иднината како добра мајка, како добар животен партнер, во фустан, конкретно, во ред, но не ми е тоа визијата. Јас би сакала да имам среќен живот,
без разлика дали тоа ќе се одбележи со свадба, дали без свадба. Nekog normalnog, tvoje. znaš. Да можам да имам етен среќна да сум задоволна, да имам добар партнер кој што Ќе те сака и ќе те почитува. Еве вака некој како Не мора толку да ме сака, барем да ме почитува. Da, ja sam prototip dobrog partnera, jel? па да, ова е A вистина. imamo mi svi svoje bubice, nije to naš. Да, тоа Па е добро, нормално. не се гледаат. Види вака, никој не ги знае. Сте додека никој не ги знае, немате. A dobro, da. Според мене љубовта е прифаќање, сите имаме мани, само е битно да се прифатиме такви какви што сме, да не бараме да се Ете, јас не би се променила никогаш за никој, ниту пак очекувам некој за мене да се промени, едноставно се надевам дека во животот ќе имам партнер со кој што ќе можам да функционирам и тој со мене, и тоа е најбитно. Луѓе, јас Mudro ви rečeno. мудро речено. Фала. Јас ви благодарам премногу што бевте наши денешни гости. Мирза, се извинувам што некој каснеше, некој стигна sve u порано redu, или samo било што. momci se ljute što Da. kasni tonska proba, viš kako Gotovo. nas gledaju svi. Па јас не мислам дека се толку љути, Не, но Dobri su to momci. насмеани zato. сте за тоа што гледаат многу девојки тука во околина. Останете ми вака позитивни, ведри, насмеани, убави, со убава насмевка, убава енергија, да се гледаме само во убави прилики, да завршиме нашата денешна емисија. Драги мои, пред да ја одјавам нашата емисија, секако сакам да се заблагодарам на бутика Зелеа МК, кои што не облекуваат вака во овие animal print, би рекла, фустанчиња, на Luxury Shoes за моите чивли кои што ги носам, но не можете во моментот да ги видите, и секако на нашата докторка Теодора Азировска од Dental Spa. Се гледаме следна среда, до тогаш останете ми во добро расположение. Чао, чао! Па ќе те носиме да пробаш алва. Тоа само во Македонија го има? Алва само ние имаме во Македонија? Halva? Халва. Znam, da. Vrh. Mora ljudi, stiglo mi biftek. Готово, Požuriti, iskisali mi nasmijenke, ne idemo. за тој брзам баце. Nemoj da mi pojeli to. Мирза, Ne zovu me da idem. зовете, Zovu me da idem na да ни се приклучат и они малку Pa нас. da imaju instrumenta, nek se priključe. Šta će mi bez instrumenta ovde? Ајде, уште две прашања имам.